조금 모였네. I don't want hear that you're sorry now. No, cause you had time, but you lost it now. No, baby, if you call me, then answer my phone. Hey no, if you wanna see me, you have to wait so much. Hey no, baby, if you call me, then answer my phone. Hey no, if you wanna see me, we have to wait so much. All I need is your call, baby, don't ignore my needs. When you want my love, you have to come on your neck. I don't want hate that you're sorry now. No, cause you had time, but you lost it now. No, hey no, baby, if you call me, then answer my phone. Hey no, if you wanna see me, you have to wait so much. Hey no, baby, if you call me, then answer my phone. Hey no, if you wanna see me, we have to wait so much.
Добро вечер, наши гледачи и поддржувачи на Меса каналот. Вечер го гледаме третото коло од World Royal League во Clash Royale. Ќе гледаме Македонија против Естонија. Со мене е Алек Паун. Се надевам ќе уживате. Здраво дечки, како сте? Се надевам дека сте добро. Денес од македонската страна ќе ги гледам истите играчи кои што игра против Германија во второто коло. Прв започнува Стефан Лид против Демо Трупер, како што видовте на најавата на стримот. Се надеваме дека овој пат нема да видиме некој 4-0 серијал како што се случи против Германија од страна на Марк, но се е можно, можеби ќе се случи тоа против Естонија од македонска страна. Се надеваме дека вечерва ќе гледаме такво фиаско. Како што гледаме моментално ги објавуваат правилата, веќе се знаат тие правила, дека се игра 4 против 4 best of 3. King of the Hill мислам дека имаме шанси да ги победиме и мислам дека започна првиот меч од Стефан Лид против Демо Трупер. Се банираше првата Стефан Балун банираше, како што можем да видам, а играчот од Естонија Грейвјард ја банираше. мислам дека започна првиот меч, да. Да видиме што имаат спремено нашите играчи. Брз старт тука гледаме од Стефан. Да, пробува некаков пуш да направат од сам почеток. Тоа дека има некој чип еликсир дек направен од Стивен или пробува да ги сврти картите во својот дек. Видиме некаков пуш од страна на добро собрано со Адото. И сега дел мразовците може тука еден на еден да се решат преку рекичка. Што биде Драгон Ден? Како се викаше оваа карта? Беби Драгонот. Појзанот, мисли за Стивен карта. Да. Пушот чуден како може и Не успеа да ударат бомбашите. видиме сега Шрек, да видиме како да се одбрани. Мислам дека сега изизорот ќе му биде доволно да се одбрани, дека нема да има никаков проблем. Да, може би немаше Дори почнува мислам Valkyrie. дека спрема напад, за тоа го стави Valkyrie. Можно е, ако сега го пушти майнерот, но не ми изгледа така дека ќе биде. Мислам дека се пак ќе пробва да се одбрани. Можеше и да го зачува Valkyrот. Нема карта Стивен за да се одбрани од Беби Драгонот, само Ice Wizardот му е. Ја искористува шансата Стивен да пушне додека голем пушти Демон Труперот. Мислам дека добро ќе се одбрани заедно со бомбашот. Единствено ако има некоја карта што ќе го спречи тој бомбаш. Стивен мислам е многу. Да, како што е на пример оваа карта. Добар пуш од Демо Трупер, но мислам дека некако се снаоѓа, но и не се снаоѓа Стивен. Треба да оде многу демидж, мислам дека Премногу демидж паја на Стивен кулата, но некако се брани. Внимание малце на картите и дали ќе спреми сега тука некој напад или ќе одигра дефанзивно малце Стивен.
Интересен меч, се уште не се знае кој точно, бидејќи се тука негде со хелт на кулите. Може лесно да го бутне тој бомбаш. Тука многу добро ја постави својата кула Стивен. Да не може да направи демидж со лайтнингот. Ја ме пуша, но сепак Стивен добро се брани. Немаш добро на Последна време. секунда, Последна секунда Дедо искориста Мраз. се одбрани. Доаѓа на помош. Тоа му е најголемиот проблем во декот, јас мислам на Стивен, што има само една карта што тепа R. Да, во право си. Овде може да биде голем проблем за Проба некаков пуш да направи пред да дојде големиот до башите кулата. тука да удреа, мислам дека Стивен ќе ја земеше партијата. Да, но за жал ја изгуби Стивен оваа прва партија. Видиме што спрема во втората рунда. Може би има некој друг дек што ќе му помогне да го убие тој голем многу побрзо, затоа што он со Lightning Страйкот ја го уништуваше кулата со бомбашот. Интересен од страна на Demo Trooper. Започнува вториот меч. Стивен губи 0-1 против Demon Trooper. Дали имаше, можеш да одиме спектейт? Да, еве се. Дали пред да почнат BO3 се банираше само една карта и до крај се играше без таа карта или можеше измеѓу? Мислам дека се играше до крај со тој бан во тој Best of 3, за кај што збориме. Александар Блот вика дека доста го гурат Стивен, братот не го бивало. Не знаеме, беше многу тесна партијата против Demon Trooper, така да Све може да очекуваме. така е. Гледаме добар пуш од страна на Demon Trooper и ја мислам дека Овде ќе се одбране Стивен малце. малце повеќе ќе прими демидж. Многу демидж прави оваа карта, но сега има фул еликсир ќе има Стивен и Гледаме добар максимално пуш. пушнува тука. Да, ова мислам дека ќе изгуби Demon Trooper Сигурно кулата. ќе Овде ја губи земе кулата. кулата. Дури и третата кула е многу во опасност на Демон Трупер. Да, ако Беби Драгонот, Инферно Драгонот, многу демидж Но направи се на одбрани од третата кула. со торнадото. Еден момент. Добар пуш од Стивен. Вредеше тоа што го остави. Како се викаше тоа, ко мрсул што личи тој. Стварно да ви текна исто е така нова карта е таа. Нова карта е многу демидж прави, не ми текна мене како. Пак гледаме пуш од страна на Стивен Лит, сака да му бутне главната кула, што е можно. Му оставна не јаду хапе. Нема уште една минута, сепак го води со 1-0. Сега треба да се одбрани од овој пуш. Може би ќе го видиме па истиот плей од страна на Стивен. Да остави демидж. Добар фаербол на Стивен. Да, ќе падне кулата, но ќе има зата еликсир и фул. Не фул, ама плюс 4, за разлика од Demon Trooperот. Како што зборав, таа карта е интересна, танк карта, но некако ми е каунтер сам за себе можеш да си направиш. Така. Се слагам на тоа, затоа што само што поставуваш, 4 он добива еликсир. плюс 4. И мислам дека ќе падне кулата, главната кула, Огромен пуш. само на 200 хп да фрли фаербол, толку е. Рем Райдерот сега ќе заврши, мислам дека тука. Да. Или пак не. Сепак се последната стрела ја зема третата кула и 1-1.
Интересно. Ова ја мислам дека намерно за Александар Блот да му докаже дека да не го бива Стивен Лит. Ова беше прилично интересен меч според мене за гледање. Да. Многу интересен дек беше ова на Стивен. Степхен. Може би Демон Трупер ќе се врати пак на стариот дек заедно со големот. Ќе видиме. Како да очекуваше дека ќе има карта као што ќе му додаде 4 еликсира и ќе има фул пуш Стивен. Агресивно игра Стивен и во првиот гейм. Се слагам. Гледаме последната рунда од првиот меч на Стивен против Демон Трупер. Да видиме какви декови кријат. Сосема нов дек гледаме од страна на Демон Трупер. Но тукаш браво за торнадото на Стивен. Одлично торнадо, со тоа што ја отклучи третата кула. Тоа ќе биде од голема полза, многу голема помош ќе му биде тоа на Стивен. И се надевам дека ќе биде интересен преокрет овој. Ја отклучи третата кула без да добие демидж на првите кули. Тоа е многу голем плюс. Но гледаме тука Демон Трупер ја фрли ја снежната топка. Дали за да направи некој цркол на картите? Или дали од нервоза може би беше? Дали ќе се одбрани Стивен од овој пуш? Да. Прасења. Мислам дека ќе се одбрани за овој заедно со третата кула и со Шрек. Одлично се брани Стивен сега за сега. Моментално само се брани. Да, Нема не гледаме некој никаков. пуш направено, еве го Шрек тука, мислам дека неколку удари ќе удри. И он доста Тие демидж удари направи не се Шрек. неколку. Доста демидж направи, да. Преку 1200 демидж направи тука на кулата, изгледа Демон Трупер. Се Неа заборави Шрек фати колку е. сериозна. Се заборави Шрек колку тепа уствари. Гледаме пак бранење. И видовме пуштање на голем страна на Стивен Лит доле. Така да еве го пушот што го бараме. Мислам дека сега позади големот треба да стави Night Witch. Ако Да. ја има во црква. Да, очекував да има он Lightning Добар Strike. лайтинг беше ова. Да. Тоа е комбото кога ќе се има голем и Lightning Strike. И ова мислам дека ќе падне кулата на Дури левата кула Шрек пак направи со огромен неколку удари, демидж. да. Не падна кулата, но Има Lightning 113 Strike што демидж. мислам дека Само треба сигурно да ја се бутка. одбрани тука. Да се одбрани и да собере 6 еликсира за да го пушне Lightning Strike-от. Само дека Намерно пушта, Намерно чека. намерно пушта, но мислам да. Ето. Браво. Секако и левата кула ќе му ја бутнеше, бидејќи Шрек многу силен. И Стивен Лит го избацува Демон Трупер, што значи е 1-0 против за нас против Естонија. Сега да видиме кој е вториот противник, противникот Естонија, кој ќе се сретне со Стивен. Мислам дека Стивен малце го сгреши првиот дек, затоа ја изгуби првата рунда од best of 3, но убаво се врати тука. Пак имаше некој каунтер дек Стивен, како да очекуваше дека ќе има голем, бидејќи имаше кула со бомбаш, кај што ќе го привлече големиот, но Демон Трупер сигурно имаше Lightning Strike-от и му буткаше многу лесно кулата. Сега тука гледаме Стивен ки игра против Тоти и
Стивен банираше Лава Хаунд. Тоти му е банира торнадо картата. Така што тоти можно да има некои пушеви со майнер, со барел, со нешто што нема може да отклучи третата кола барем, тоа е мое мислење. Или пак кај што нема може да ги собере сите. Не знаеме, ќе видиме. Зашто Кристијан пишува моментално Електро Джајантот дали е баниран? Електро Джајантот е новата карта, така? Да, излезен пред 1 или 2 дена, Да, мислам, да, да. да. Интересна карта. Ја не ја пробав се уште бидејќи нели треба само во турнирот ја дава. Го немам играл на ја турнирот. Но би ја пробал Мислам да дека од секоја карта направија некоја поголема или помала верзија, скоро. Таа карта е како Giant, околу неа додека се движи, напаѓа само кули, додека се движи, запнува на на 1 секунда или не знам ни точно како беше. Тоа само кога ќе удри, така? Мислам дека цело време да не запнува, Не додека знам. се движи. Можно, но сепак интересно што ставаат такви нови карти што ја унапредуваат цело време играта и не ја оставаат. Да не е монотона. Да, да, да. Никој не покажува никаква карта од двете страни. Двајцата со фул еликсир. Може да си почекаме, не е проблем. 1 минута помина. Ќе се врати. Никој уште нема ништо. Не знам зашо чека, дали немаат карти за да почнат да напајат некаков пуш или било каква карта да ја. Дали се кријат, мене стварно не ми е јасно. Има некаков проблем, бидејќи веќе минута и пол никој нема ставено карта. Мислам дека нема никаков проблем бидејќи гледаме емоџиња од наша страна. Да, но ќе си почекаме. Може би чекаат Double Elixir таймот за побрзо да изиграат на картите. Можно. Уште 10 секунди има до Double Elixir. Или па може чекаат Triple Elixir таймот. За уште побрзо да ги пуштат картите. И Стивен се Гледаме првата одлучува. карта. Со... Гледаме први карти. Пека и Голем. Има промена во декот на Стивен. Да. Ова е нов дек. Пеката Може би- многу лесно ќе се справи со големот тука. Електро Визер гледаме. Добар Lightning беше ова. Мислам дека ќе направи доста демидж на кулата, но повторно гледаме две пеки. Едната пека Е на еден хит, да, но Дедо не Мраз, може... мислам дека ќе Да, ета. Има Шрек. Шрек со неколку бокса ќе го бутне Dark Knight-от. ќе се справи овде Стивен, но Нема дуд и удри. сепак удри во последна секунда. Топлите браќа со дрвото. Гледаме некакви пушеви од страна на Стивен со Lightning Strike, но ништо конкретно не направи. Мора да се одбрани бидејќи има 1 HP и ако изгуби оваа кула, толку е. Но многу чека. Мислам дека Да, лесно да, се одбрани и да. може да спреми тука некој пуш. Се дека не ја стави пеката, И ете тоти ја стави. многу очекувано беше ова. Така е. Како? Мислам дека лесно ќе се одбрани од пеката Стивен. Да, но 1 минута има, мора да направи некој пуш. Мислам дека сега Тоти тоти не- нема пека, нема ни Да. еликсир дори да. Да, мислам дека Голема ова тука ќе се фокусира. лошо кулата. изгледа за Тоти. Многу добра. Ете, а пеката Lightning што повторно.
Што гледавме, но ова сигурно ќе биде Ова е меч за Стивен. браво за Стивен. Стивен моментално доминира. Првиот меч го изгуби против Демон Труперот, но мислам дека се враќа со повеќе сили и не губи. Стивен против Тоти 1:0. Мислам дека го гледаше стримов и го прочита чатот од Александар Блот и се извервира и кажа нема да изгуби сега. Сепак треба да ги поддржуваме нашите играчи. Така е. Ја поддржуваат и они А Македонија. може и на Александар тоа му беше планот намерно да каже така за да се Да, уозбилат не нашите знаем. играчи. Започнува вториот меч од Стивен против Тоти и мислам дека Стивен ќе го земе и оваа рунда. Александар Блот пише овие се поголеми ботови од нас. Така да можно. Мислам дека исти декови тука. Но овој пат не чекаат дури 2 минути за да стават Да, карта. ако се исти декови, можно е, бидејќи почнаа малце порано, можно е Стивен да е малце во минус, но Двајцата имаат една скапа Еднакви. карта во еднакви декови се некако. прилика, да. Мислам дека така лесно Стивен ќе се справи со овој пуш, но бандитот направи доста демидж на кулата. Беби Драгонот Да, овие се исти декови, како што гледаме. Не памтам дали имаше Poison Тоти минатата. Не знам зашто гости мислам Dark дека Knight-от. немаш. Многу демидж Но направи Dark многу Knight-от демидж тогаш. направи, да. Тој прв удар прави многу демидж од Dark Knight. Dark Knight мислам дека се викаше картата, ако не се лажам. Dark Prince, Dark Knight, нешто така Нешто беше. така бе, да. И Шрек ќе се тепа Многу со... често го пека. гледаме Шрек општо во овој турнир на Clash Royale. Ја искрено никогаш го немам користено Шрек, но како што гледам на така повисоки нивоа, често се игра и добра карта е. Ствари, прави многу демидж. И Добре тие- за дефанзива, Да, но у случај да дојде како предходно Шрек сам на кулата да дојде, многу демидж прави. И брзи два-три удари има. бокса и паѓане и од УХП кулата. М. Мислам дека Никад нема да влезе во тој бокс. голем никад нема да влезе моментално, мислам дека да ќе се одбрани лесно. Но пак имаше некаков удар и пак демидж падна на кулата на Тоти. Сега треба да се одбрани Стивен, што мислам дека Како ќе лесно се ќе одбрани? направи. Добро, сепак топлите браќа нема да ударат тука. Мислам дека добро се брани Стивен и мислам дека ќе му го земе овој меч на Тоти. Најголем проблем на Стивен му е пеката. Пеката, така е. Таман кога ќе собере еликсир за карти, дури големот го користи како дефенс тука. Мислам дека и не е до толку проблем, затоа што кога ќе опушти големот, пеката дури да дојде до доле, веќе е на многу лоу хп. Така да, Беби Драгонот тука со Dark Prince-от може да направат нешто. гледаме карти за карти, ја би го кажал ова. Цело време пуштаат карти, цело време ги тепат едни со други картите. И Шрек го гледаме на поглед. Сега пак има тепачка пека против Шрек.
Немаше тепачка веќе. Многу брза тепачка беше ова. Многу добро Стивен се брани заедно со картите што ги има. Овде му требаше на овој пуш, дали ќе успее голем да стави. се Да, потка бидејќи не. нема пека, но само што кажав, веќе ја нема. Мислам дека мора да проба да искористи лајтнинг на кулата, браво. Бидејќи овертайм на тај брейк, нели автоматски се одзема Да, хелтот да, на да, кулите. А Ако тоти има постојано успешен лайт пробуваше мислам дека ќе направише некој демидж со големот. 10 секунди, мислам дека ова е Да, ова е. лајтнингот тука дури Може и да му бутне кулата дури по ќе 7 ја секунди. бутне пред тај брейк. Еле, на една секунда до крајот. Браво за Стивен. Стивен го елиминира Тоти со 2-0. И тоа е Да. 2-0 за Македонија против Естонија. Како што кажав на почеток на стримов, можно да им се деси Германија, на Естонија што ни се деси. Ако Стивен ги избаци сите четворица, браво за Стивен. Тумсер е третот играч за Естонија. Ја лично не ги познам играчите. И гледаме Антони во чат ни мафта. Поздрав, Антони. Поздрав. Ја имам едно прашање до Антони. Дали е можно Стивен да ги елиминира естонците или пак ќе доеш ти наред да играш на местото на Стивен? Гледаме бан од Стивен, Електродрагон и од Тамсер балунот го банира. Не знам зашо па балонот го банира Стивен, еднаш не го немаше ни балон во неговиот дек. Но ќе видиме. Ако не грешам, мислам дека и првиот противник од Естонија го банираше балонот. Може би Стивен му мейн карта балон. Не знаеме точно ние. Антони вика, гледам и се чудам кој полош играше до сега. Па, ако Стивен ја заврши работата за тебе, ти можеш да уживаш и да гледаш моментално. Така да. Мислам дека минатиот пат ти беше четврт на И успеа да победи една рунда против Марк, германецот. да. Започна првиот меч против Стивен Лит и Тамсер. Да видиме што карти крие Тамсер, бидејќи Стивен Лит веќе му ги знаеме. Овие уствари се вика Скелетон Драгонс. Топлите браќа почнуваат да искачаат, но мислам дека нема да се одбрани многу лесно. Сепак третата кула за торнадото тука истата тактика Стивен. Од голема помош кога на Волку Хелт од првите кули ќе активираше третата кула. Минатиот пат ја активираше третата кула без да прими ниеден демидж на првите кули. Така да Антони вика дека естонците имаат еден добар играч, Big Noob му е никот. па според никот не знам колку е добар играч, ако е Big Noob. Но ќе видиме, Антони сигурно повеќе ги знае играчите, така да Шрек ќе удри неколку пати в кулата и ќе биде лошо за Стивен. Да. Нема направено ич демидж. Тука Стивен на кулите на Тамсер. Не видовме никаков пуш од страна на Стивен со големот. Така да може би чека да собере некој еликсир да го пушти големот. Или па може и да нема, али голем. Може би ја нема во овој дек голем Да. картата.
Сепак има две неоткриени карти, двајцата имаат две неоткриени карти. Може би Стивен тука чува некој интересен пуш. Братот ќе направи доста демидж на кулата. И Шрек е... Поизен тука на мускетарот, но дали ќе се одбрани од Шрекот? Мислам дека да, нема да има никаков проблем. Кога се спреме со Грейвјард, ете го тој пуш што го очекувавме. Но логот тука, дрвото со боцки. Како Многу сами као јас ние не ми текнува, но мислам дека е многу добра карта. Но е лесна за каунтер, бидејќи на цело поле се пуштаат колку 6-7 такви. Грейвјардот? Не грейвјардот, тие витезите со мечовите, тие што се со штитовите, како да се. Имаат многу хелп, но Сега се ги пушти. да, Там се. не ми текна и мене како се вика. Треба да искористиш на двете страни некако. Пуш. За да Да. се одбраниш од нив, сепак немаат многу хелп они, но Со торнадото, дали гутна торнадото не знаеме, бидејќи падна кутијата на глава. баш вчера мислам дека играв таа кутијата со малце има дилеј самата карта од кога ќе ја Аха. пуштиш. Не паѓа одма. Добро се одбрани Стивен и гледаме дека на Тамсер првата кула му е на 500 хп. Мислам дека може да му ја земе заедно со Грейвјард кулата. Но треба да почека. Тука Грейвјард го искористи, но сепак Да, многу ете многу го рано го Грейвјардот. искористи логот тука Тамсер. Само треба сега Да да се се одбрани. одбрани Стивен и да спреми уште еден поизен. Ете го, ета картата што кажавме со кутијата. И мислам дека ова Стивен ќе ја земе кулата со поизен, Еве го така е. поизенот. И ова е Одбројува заедно со торнадото уште побрзо да земе кулата и ова е 1-0 Стивен против Тамсер. Гледаме доминација на на Стивен. Естонија. На Стивен од наша страна ја. Каде беше против Германија, Стивен? Марк ни издоминира тогаш. Во чат пишуваат Александар Блот и ние имаме еден добар играч, Иле 10 се вика. Иле 10 мислам дека е замена на овој тим, ако не се лажам. Уставари Стивен се вика Стефан, што е многу логично, ама ние Стивен го викаме бидејќи е Стивен Лит. Мислам дека ќе започне вториот меч. Која карта беше Royal Delivery? Не ми текнува точно. Читам Антони Royal пише- Delivery е мислам дека таа кутијата ние што ја викаме. Можно е. Да, можно е. Го чекаме, еве го, Тамсер влезе и започнува вториот меч. Антони вика дека Германија се многу јака екипа, дури и најверојатно не се тие првите играчи. Не им играле најјаките играчи на Германија. Ако не им играт најаките играчи, онда Јас како што памтам, Марк мислам дека имаше над 7000 круни. круни, да, баш го преиспитавме, го отворивме уште еднашка. Имаме пуш заедно со прасињата, не мислам дека лесно ќе се одбрани Стивен, ако мускетарот не удри на кај кулата. Ако почне да удира, тоа е лошо. Да, почне да Како удри. што почна да удира И моментално. многу е лошо тоа. Може да Остана за на малце. 228 хелт кулата на Стивен тука, додека на Тамсер сите кули му се на фул хелт. Малце лош старт на Стивен беше ова. Маскетирот му направи многу демидж.
Сега гледаме пуш од левата страна прави Стивен со желето. Антони вика Марк не е во топ 5 играчи во Германија. Ако не е во топ 5 во Германија, онда топ 5 германците се на цел свет. Не знам. Немаме пуш од страна на Стивен Лид. Сепак ова како што знам јас е второкласен турнир на Clash Royale. Ако не грешам. Паѓа првата кула на Стивен, а може и втората да падне. Што е на 200 хапа станува првата кула што ќе видиме. Мислам дека овој меч иде за Тамсер, дефинитивно. Мислам дека нема никаква шанса Стивен. Идеме пуш на кулата со таа нова карта за елексири, но ништо не постигнува Стивен. И уште пред време му е дава партијата Стивен. И пишува good game цело време. Нема овде, не може ништо да се справи Стивен со овој пуш. За 10 секунди дури и третата кула ќе ја остави. Да. Имаше некоја промена во декот Стивен. Мислам дека тотално го измени декот Стивен. Ова беше нов дек на Стивен. Не ми текнал кои беа бановите Електро, Драгон и Балун. Ако се банира од страна на Стивен Лид, например Стивен Лид сега го користеше Електро Драгонот, не знам дали не сме ни он да го користи. Стварно не знам. Зашто имал во декот Електро Драгонот? Може би не ни приметил, дури одбирал дек. Но според некоја логика не треба да ја користи ни во декот да ја има. Да. Дури на крај мислам дека само ја Да, само на искористи. крај го искористи. Кога веќе Вајда, беше крајот. Админите може не ни приметија, нивните админи. Антони вика ако него пушти цел меч и ако победи, тогаш е поен за него. Аха. Значи тука нема никаква, не е никаков проблем тоа значи. Да, ама само што е проблем што игра Стивен со 3 карти. Нема бида толе 4, бидејќи едната ќе му биде цело време заклучена со Електро Драгонот. Да. Исти декот Тамсер тука. Мислам дека Шрек ќе се запезва. Со Мега Најтот многу лесно се справи тука. Лесно се одбрави Стивен овој пат. Па ги гледам прасињата. Прасињата многу пати ги видовме. Пак ја отклучува третата кула Стивен. Не научија естонските играчи дека Треба да му ја банираат торнадо картата. Мислам дека го игра тој сигурен дека ќе победи Стивен тука може да очекуваме голем на страна на и Стивен. Night Witch, предпоставувам се двете останати карти на Да. декот на Стивен. Тие и беа картите што ги играше во овој дек. Ете Night Witch, тука Уште фали голем. мислам дека ќе биде интересен пуш сега. Baby Dragon. Најсличот не успеа да удри, но затоа љаците направија некој демидж. Сепак Дедо Мраз со Baby Dragonот тука Ќе направи доста демидж на кулата. треба да се одбрани се од мускетарот само.
Шрек изнервиран. Видиме сега искористи голем за десно, а од лева страна со Дедо Мраз ке се одбрани од прасињата. Мислам дека нема да има проблем за прасињата. Ќе му направат демидж, но нема да е фатално. Но сега Дедо Мраз тргна на другата страна. Што ме Дедо нема Мраз сака одбрана. да ости таму пак ќе чинја малце. Доста е на десната страна. Добар пуш голем останува на кулата. Lightning од тука. Прочитав коментарот на Антони, пишува големи проблеми ќе му направи Фишерменот, ќе се активира King Tower со помош на Фишермен. Токму тоа се случи. Касно, многу Да, но касно. многу касно ја искористи Фишермен картата. 5 секунди премалце за Тамсер да се извади од овој гейм и мислам дека 2-1 против Тамсер. Стивен со го доминација врз Естонија. избацува и Тамсер, што значи е 3-0 за Македонија против Естонија. Сега да видиме дали, како што кажа Антони во чат, Биг Нуп ли беше играчот последен Биг Ник. Да видиме, можеби го чуват како Джокер. Како што го чува Антони како Джокер во Македонија. Да. Ако може Антони да каже како дали вие самите одлучувате кој прв ќе игра и како поред или дали тоа админите на турнирот одлучуваат? Ме Мислам интересираше дека претходниот они пат. си одлучуваат, на Дискорд им бараат лајнап кој ќе играат и последен играч за Естонија е Биг Нуп. Стивен му банира Fireball, а Биг Нуп му ја банира Lightning Strike. Што ќе му направи проблем и малце измена во декот на Стивен. Антони вика, ние одлучуваме, пред почеток се праќа лајнап на админите, да. Го прочитав тоа во Discord, каналот на World Royal League. И Кристиан пиша во кланот, пази се од свињата. И никој не може да го разбере. Не знам колку е дозволено ова да пишуваат во кланот. Мислам дека прифаќаат ја анимација шала. Не е толку ригорозно. Па нека се пази од свињата ондак. Не знам дали ова кажано конкретно за Биг Нуп, ако е некој подебел човек па го вреѓа со што го вика свиња, или пак се мисли на свињите. Не знам, мислам дека сепак се свињите, зашто дури во секој гейм мислам дека ги видовме. Да, да се слагам. No emotes in Clan 1 warning Steven. Прасињата ги играат свињи, Royal Hawks, Мгм. така вика Антони во чат. На овој И- Хантер требаше да му се банира. Па ќе видиме. И тоа ме интересираше, Антони, дали вие четирите души во тимот меѓу себе комуницирате кој што карта да банира или самиот играч во моментов Стивен се одлучува што да банира? Нели му кажа на Стивен да не користи емоут? Само че искористи еден емоут кој што видов. Или лошо ја разбрав на чатот. Може би Стивен има многу самодоверба во себе. И направи 4-0 на естонците. Видиме што ќе направи Биг Нуп. Биг Нуп можно е да им се врати. Ова е декот без голем. Бидејќи Тука Гревијар, гледаме топлите браќа. Беби Драгон, мислам дека лесно ќе се справи со. Дури може да очекуваме и пуш сега од страна на Стивен.
дека има Принцот. 4 барбаријанс тука. Принцот удри еднашка или два пати и напред доста демидж. Мислам Беби Драгонот ќе ги убие тие барбарианс без проблем. Поизенот лесно ќе се справи со Грейвијар Да и тука. добра одбрана од Big Noob. Така што можно да ја отклучи третата кула за малце, не ја отклучи. Тука гледаме дека малце се нервира Стивен. Спама со емоджис. Антони вика самиот играч си одлучува да имаме аналисти, ќе биде многу полесно. Ни без став во тимот тоа е многу потешко. Се надеваме дека играчите во Македонија сами од себе тоа ќе го направат, бидејќи не сме во можност општо како Македонија да имаме секакви можности, но затоа се трудиме и затоа е тука Меса да ги поддржи играчите во било која електронска игра и да овозможи што повеќе турнири во Македонија да се одбери најдобриот тим. Меса како асоциација многу се залага за испортот. Гледаме некако Имавме пуш Стивен, но ништо не се случи. пречки од страна на оваа пандемија. Можете да очекувате многу работи од Меса во иднина Со сигурност. и многу поголеми турнири од тие до сега. Видиме се Стивен. 600 хп е разликата помеѓу кулите. Ќе биде лошо ако Барберијансот остана да тепа, но добро што умре. Добро се одбрани дека Стивен. Само 200 хп му зема на овој пуш. И ако направи некаков поопасен пуш, може некако да ја земе, но не ми е многу уверливо. Бидејќи многу добро ги игра картите Big Noob. Гледаме две Беби Драгони, така да добро се брани Стивен, што ми изненадува, но кулата е фокусирана на Беби Драгонот со Грейвијардот, но Еден удар од Беби Драгонот тука направи голема разлика. пак се одбранува некако Стивен во ваква ситуација, но Има 1 минута да превземе нешто Стивен. Грейвијар тука, ќе го одиме со поизонот. но има тука многу карти сега Стивен. Ако пушти Беби Драгон, ќе биде лошо. Имаме два Беби Драгона. Мислам дека лесно ќе го тука бутне. Торнадото го враќа. еден Грейвијард од страна на Стивен. А, Тоа може да биде close call многу, може да биде клоус, се слагам. но нема кој да направи Демидж демидж. на кулата за да биде под 500 хп. Картите измеѓу себе Се уште 20 секунди остануваат, со поизонот Poison може тука. да направи. И Беби И сега треба да Драгонот, се отстрани од Грейвијард гледаме Грейвијардот. од страна на... Ова е многу тесно. Ова е многу тесно, но мислам дека Но Poison од страна на Big Noob ќе го спаси во последна секунда. многу тесна партија. Тај брейк во 138 хелт разлика само. Многу тесна партија. Сепак ја очекував Big Noob да тотално да му ја земи првата кула и да победи без проблеми. Но ова беше стварно тесен меч, би рекол. Браво и за Стивен што се врати со некаков камбек, но за жал изгуби од Big Noob. Да видиме Big Noob шот Джокера. Антони веќе имаше пишано оваа ја губи ако не се случи чудо.
Но можеше да се случи чудо, беше многу близко до чудото, што го нарекува Антони. Да видиме сега дали Стивен ќе направи некоја промена во декот тука. Стивен веќе нема промени во текот, мислам дека веќе бара меч. Пара меч, но мислам дека може да очекуваме голем тука од страна на Да, Стивен. Значи, започна вториот во меч. претходните мечови голем декот многу доминантен беше тука. Дали пак ја чекаат? Не. Биг Нуп не е стрплив до толку. И му прави 100 демидж на првата кула. 90. Барбериан, и ако има торнадо, мислам дека да. И не ја отклучи Ета. кулата. Не знам зашо, дали гутна тајмингот. Ова е скроз нов дек изгледа од страна Да, на да Стивен. гледаме со скелетон. Скелетонот прв пат го гледаме во декот на Стивен. Овде Инфернал Драгонот лесно ги се справи со скелетонот. Мислам дека бомбата ќе Ке ги утепа и Валкерито. Инфернал Драгонот. Балунот Шрек тука е го активираше ослободен. Шрек. Мислам дека лесно ќе се одбрани од Шрекова. Во Дабл Еликсир може да очекуваме многу опасен пуш од страна на Со Стивен двете бомби? со двете бомби, со скелетон и со балун. Да, се слагам. Ми се случувало мене с тие две бомби да ги имам јадено во вакви да изгубам одма мечот. Ќе видиме. Антони вика дека ова е Биг Нуп ќе користи Грейвјард. Да, само што го проживев и го искористи Грейвјардот. Вика ќе биде многу тежок Мајнерот мечот. тука со Валкерита направи 2 удари на кулата. Многу хапе му одзима на Стивен на првата кула. 1400 хапе има првата кула на Стивен. Само еден удар прави Беби Драгонот на кулата. Неголем проблем за Стивен Инфернал Драгонот. Многу му помага против скелетонот или против балунот. А нема некоја каунтер карта за тоа. Тука торнадо треба да очекуваме. Никаков демидж не направи Стивен моментално со овој пуш. Само мајнерот удри неколку. Мислам дека ова може да биде фатално за Стивен, ако не се одбрани паметно. Инфернал Драгонот останува се уште жив и кулата му остана на 500 хп, што е не уверилува дека ќе го земе Стивен овој меч. Антони вика добре што тој нема сноубол, туку има Барбериан Барел. Да, не може да го врати балонот со тој сноубол или да го успори скелетонот. Слагам. Што мислиш, има ли шанси Стивен? Треба да превидиме, мислам дека ова може да е последен пуш за Стивен, но Валкерит исто прави голем промен, Инфернал Драгон повторно тука. Барем еднаш да удри, може тука балонот и два пати да удри. Ако удри два пати, може да се Два врати. пати И дали ќе ја бутне кулата, не останува 100 хп и паѓа кулата. сепак појзенот со Грейвјард тука комбинација беше фатална за Ова пак Стивен. ќе се случеше некое чудо ако Стивен тепаше. Мислам дека среќата беше на Биг Нуп страната. Или пак
Стивен имаше многу среќа да тие 100 хапе на кулата. Ова беше поинтересен меч според мене. И Стивен го Кој е избацуваат. вториот представник од Македонија? Мислам дека Кристијан ќе биде вториот представник. Ако не се лажам. Не ми текна кој беше третиот, четвртиот е Антони. Кликер мислам дека. Да, го треба да заборавивме е, или- победникот на нашиот гейминг викенд турнир. Да, Кристијан е вториот, Кликер ќе биде третиот и четвртиот е Антони. Да имаме Кристијан, која карта ќе ма банира на Big Noob? Антони пишува Big Noob не е нуб. Се слагам со тоа. Lightning. Тука банираше. Стивен пишува безобразни зборови на македонски. Треба да ги покриеме, да не се читаат. Мислам дека почнува. Пази да не влезеш ти во Friendly Battle против Кристијан. Па, ако влезам, Ќе треба да го освоиш турнирот, ја мислам. да. Посебно со овој акаунт што е обсервер. Тука гледаме Стивен доби warning. Второ предупредување. А за џабе ќе го кикне од кланот. Веќе се Кога заврши веќе- тука својата работа. Да. Џабе ќе јаде кик. И сега чекаме Big Noob да почне, ма мислам дека почна. Или не. Кристијан веќе е спремен. Антони вика да го кикне Стивен. Најверојатно го познава дека е така малце по-живчен и не мора да искоментира. И да, Стивен беше кикнат. Дори својот Антони- соиграч се смее тука. Антони мислам дека го прати на стрим кај нас да го гледа мечот од овде. Да не го гледа мечот во живо. Не знам што чека Big Noob или пак го правеше. Почиња Почнува. геймот. Мислам дека чекаше тука од админот. Админот, да. Еме, Берел уште од почеток. Берел старт на Big Noob тука. Брз дек, мислам дека. Да, до сега гледаме 3 брзи карти. Антони вика се надевам дека ќе го средат додека јас стигнам на ред, нека си легне. Па мислам дека го средија. Мислам да, ова е стварно брз дек. Гледаме 4 карти со 3 еликсира. А Едно доста со танки еден. дек тука Кристијан Моце го утна. Берелот. Да. Мислам дека не напрекузни колку демиш, но пак е проблем. Треба да се штитиме од такви чип демидж. Таман да искочи вториот Барбериан, се сруши кулата и Падна падна на кровот. куќата. Да, кровот. Infernal Power. Добро гледаме тука, но многу лесно ќе се справи со електровизардот. Без проблем. Добро се брани Big Noob што го стави принцот во средина. И успеа да ги фокусира Беби Драгонот и Визардот. Тука принцезата ќе направи доста демидж на Многу ме интересира кој е последната карта на Big Noob. може да очекуваме некоја доста танки Овде карта. Берелот ако го пушти, мислам дека да. Треба да чува таа карта за Овде мислам дека ќе постои Infernal Graveyard. Tower. Гледаме нема од голема полза. Poison со Poison и Graveyard.
требаше да биде многу полошо за Big Noob, но некако се одбрани и сега кулите им се на скоро исто хапе. Повторно. Еме пуш од страна на добар берел, не ги Одличен берел остави. беше ова и не ги остави да удрат гоблините. еднаш. Мислам дека пак ќе ги видиме Poison со, да, со Graveyard, дека го Тука Poisonот. гоблините многу лесно ќе Тури ќе се насоберат многу скелетони, но во Да, добар бидејќи момент. кулата беше фокусирана на како се вика тоа горе што удри, а ја ова најдолно во. Не ми текнува. Измисли ми име до Да после. измислиме сега, ја мислам, нешто лептер, може некако лептер, така што летачи нешто такво. Лептер. Не ми текнува. Стварно, и мислам дека ќе ја бутне по кулата, да. И Кристијан Браво за Кристијан. 1-0 против Big Noob. Дали е следниот гейм ќе биде финален за против Македонија, Естонија? па и за Естонија. Антони вика дека Barbarian Barrelот и Baby Dragonот многу му помогна. Јас сум сигурен дека Barbarian Barrelот стварно му помогна. Да, веќе мислам дека 90% од дефенсот против Big Noob му беше барелот тука. Многу пати се одбрани од гоблините со таа карта. Да. Антони вика лесно од страна да се збори. Лесно е, се слагам. Ја да дојдам овде да играм, нема ни една кула да земам на еден играч, така да. Поздрав до Венко во чат. Венко дојде на крајот на турнирот. Зашто ја отклучи третата кула, не ми е јасно, Кристијан? Или пак гледаме таков меч кај што ќе ја бутка само третата кула? Не верувам дека тоа може многу Не, да ова е успее. мислам дека погрешен меч, пошто игра против Ана. Да. Ова е, да. Некој имаше предфатено тука. Затоа ствари и се нервира. Може да го броиме вако победа на Кристијан и да завршиме мислам денешниот турнир. Да, така. Не знам колку е дозволено ова, мислам дека ги отклучува картите Кристијан. А Ана, кој што разбрав, е коуч на некој. Барем така пише Александар. Нема врска, ова беше брзо, но беше лошо зашто некои карти ги отвори Кристијан. Му има декот, му го имаат. Треба одма да почнеш без да направат некоја промена. Антони вика дека she is our mental coach, Ана. И Ана не се кајки го стиснала тоа. Не знам што подразбира под mental coach, мислам дека Антони може да ни помогне на ова прашање. Ментален коуч, кој што нема Александар. Прочитав ментален коуч, ама не знам зашто така. Дали им се караат во тимот па Ана ги смирува или нешто така, не знам. Но ако има такво нешто во нивниот тим, мислам дека е многу од помош. Александар вика дека ги спрема пред меч. Како што видовме некаков испад од Стивен, кај што почна да пишува во кланот, можеби затоа е тука Ана. Кристијан се брза. Please fast. Ова беше грешка на Ана. Така да мислам дека не треба да коментирам многу Кристијан. Мислам дека имаш И проблем со некаков интернетот ти. проблем. Не знам што се случи. Мислам дека нема ништо овде. Или пак го вади ова, не знам зашто. Искачаат пораќите, мислам дека не знам Нема што- проблем.
Ќе си гледаме со Wi-Fi проблем. Дали се слушам добро, јас спаун? Да, добро се слушаш. Demo Trooper вика let's move on. It's not Christian fault. Не знам дали се бунат естонците затоа што почна Ана да игра против. Гледам овде Самалас, мислам дека е админот. Вика, окей, let's continue. Да, Така да мислам не би дека требало да има проблем. треба да го продолжат последниот меч. А Винци е некој над Самалас како што гледам. А да кликна ја friendly battle, што мислиш? Мислам дека тоа ќе биде финална дисквалификација за нашите. И почнува третиот меч. Трет ли е или е втор? Втор е. Мислам дека е втор. Втор 1-0 е за За Кристијан Кристијан, против така Биг е. Нуб. Вториот меч беше против Ана, нели грешката. Тука има промена во декот на Кристијан. И промена од декот на Big Noob. Но пак го игра тој Берел со гоблини. Доста демидж направи тука сега. Јаду хапе во Рем Райдер со доста дека многу демидж ќе добар направи. пуш беше ова на Кристијан. Кристијан ќе му е бутне првата кула, да. Браво за Кристијан, ова беше стварно добар пуш. Мислам дека вредеше тие јаду хапе што ги изгуби на првата кула, сега треба да се одбрани од скелетониве. Добро се брани со Многу хилот. лесно се одбрани тука. Не очекуваше, мислам, Биг Нуб. Ваков плей од Кристијан. Еве го повторно Тој Барбаријан Беролот. Антони вика дека Винци е главен админ на World Royal League. Така да најверојатно админите се консултираат со него да видат што да го направи, како да постапи. Мислам дека не беше кривица Не на би- Кристијан. Да, не би требало да биде проблем тука. Освен ако намерно сакаат нешто да ни направат. Или ние секогаш сме обесправени. Мислам дека добро ќе се одбрани да ако има Берел. Немаше потреба тука од Берол. 600 хп му е кулата, може да изгуби. Но многу демидж му прави на третата кула. На Кинг Тауерот. Мислам дека Кристијан спреман тука пуш ќе оди до крај на Поезам тука проблем за Све што остана е да се одбрани уште 30 секунди. Кристијан мислам дека дури ќе нападне. можно е со Хограйдер? Не, Рам Райдер. Рам Райдер е Десната страна мислам дека може да биде лошо за Кристијан бидејќи десно има Валкир. А лево ќе се одбрани, ја мислам, или не? мислам дека нема доволно Нема. демидж тука. И се одбрани. Сепак На последна 20 секунда 2-0 за Кристијан и ова е последниот меч. Македонија против Естонија. 4-1 Македонија против Естонија. Браво за Стивен што избаци тројца од Естонија. И Кристијан многу добро му се спротистави на Big Noob. Bad news, гледам овде Самалас вика Се надеваме дека не е толку бед. Да видиме што ќе видиме. Не се баш стрпеливи. Александар вика лани за Германија поинаку реагираа.
Macedonia own wrong member accepted, then whole game is lost. Дали се подразбира за Кристијан против Big Noob или Или се за подразбира целата. за целото? Окей. 2-1 for Big Noob. Како може да е 2-1 за Big Noob овде не сваќам. А стварно, кога беше 1-0, уствари ако го добил тој меч ќе било 1-1 и сега Кристијан ако го победи 2-1. Според некоја логика. Но ова не знам, ме чуди. Може би го рачунаат како 2-0 службен, односно дека еден гейм имаше добиено од Кристијан, И па два затоа поени. 2-1 за 2 поени поради грешката на Ана. Добар коуч е. И тоа ментал коуч. Да видиме Кристијан како ќе се издржи за оваа реакција. Александар вика вака беше лани и за Германија. А нашите играчи се чудат што се случува. Реално мислам дека не е ферски да Big Noob да го земе овој меч. Дури 2 поена се премногу да му дадат на Big Noob. Можеше да биде 1-1 според мене, но Читаме арт, that's the rules, а не rules. not fair to break rules. Арт, тоа не се rules, туку се rules. Демо Трупер го поправа. Најверојатно Арт е играч на Естонија, ако не се лажам. I love Pakistan! И Арт се поправа. Од четврти пат. Добро е, ја го научи дека не е rules, туку е rules. Mental coach. Оп. Ментал коуч и сега стварно ментално ќе ги издржи некако. Добро, сепак може да биде уште полошо, јас мислам. Имаме Па, сепак па. ние уште двајца играчи. Го имаме Антони. Го имаме Кликер. Така да, мислам дека нема да има никаков проблем. Кликер беше победникот на Меса Гейминг викендот во Clash Royale. А Антони беше победникот на Aiden Game Fest лани. Така да не знам сега точно што чекаат. Такви биле правилата. Ролсот биле такви. Брейк. Кочница. Александар вика ради ова германците бойкотира World Royal League. Лани, како што сватив. Ама лани, као што се знам ја, имаат изгубено македонците од германците. Ама не знам колку е тоа точно, не можев да најдам точни табели од лани. Антони вика организацијата им била катастрофа. Да беше добра, ќе игра и на добрите играчи. Па искрено вакви проблеми, ако има правила, треба да се следат правилата. И ако се случи ова, може да бидат фатални тие последици. Така да треба да секогаш да се стрмиме на правилата кои ги поставуваат организаторите. Загледаме самала админот Macedonија
3-2 Естонија. Мислам дека сега ќе го скокне Кристијан и дека ќе игра Кликер на местото него, што по нас си е 4-1 за Македонија, бидејќи Кристијан го победи 2 пати. Мислам дека моментално треба да се воздржат македонците од непотребни коментари, да не добијат целоесен кик. Не кик, Дисквалификација од турнирот. Да, мислам дека треба да се воздржат, бидејќи сигурно Антони или Кликер ќе го победат. Big Noob. Сепак самала садмина тука не одлучува, како што вика. Си има правила и мора да си се држи он до правилата. Пак дали створила нервоза измеѓу нашите играчи? Тоа мислам дека Ана треба да каже. Не знаеме ние. Арт се прави многу паметен, ама сата ролсот се уште ги нема прочитано. И Самалас вика да се продолжи понатаму и Кликер нервозно банира карта, уште не најавен мечот. И да видиме што ќе биде. Дури сега треба да пише Кликер што банира. Малце да отворам прозор, бидејќи се зовре. Надвор не знам колку е ладно, топло. Знам дека цел ден врнеш. Цел ден истури, така да треба да е Спиев ладно. додека врнеше. Среќа што Алек Паун ме разбуди на време за да коментирам на турнирот. Ќе си коментирав сам, не е проблем, мислам. А малце и сум ти љут што ме разбуди. Не е проблем. Мора да има забава за гледачите. Ете го Антони и Александар се тука. Винци дојде. If wrong player accepts it's one game penalty. Значи, ако погрешен човек прифати, целиот гейм го губи играчот. Значи Кристијан малце се повреди, ја мислам. Значи, не го губи Не го целиот губи BO3, туку само еден гейм, што значи дека сепак е 2-1 за Кристијан против Big Noob, ако го прифатат вториот гейм, односно последниот гейм на Кристијан. Зашто да не биде прифатен, не ми е јасно. Поздрав до Никица. Никица вика Pound Faceit level 10 на Clash Royale. На Clash Royale во Faceit сум level 3. Само ја додав играта и не играв ниеднаш. Сега изгледа Винци- прават ремеч за последниот гейм. А па Винци вика дека тој сетот Best of 3 дека го има победа на Македонија, така да Кристијан wins two games. и Самалас вика дека е 4-1 за Македонија. Ова малце се збуни овде. И админите, и играчите, и сите, ја мислам. И Винци дојде... Многу јасно пише ова последно во Венци. Првиот гейм го победи 1-0, вториот гейм погрешен прифати, што значи 1-1, и третиот гейм го победи Кристијан 2-1, што значи дека овде ќе заврши со 4-1. Big Noob Леп. лива клапнати, мислам дека тоа е тоа. 4-1 за Македонија против Естонија. Ова е третото коло од World Royal League, кај што добиваме првите поени со тоа што ја тепаме Естонија. Мислам дека ако ја тепаме Албанија у четвртото коло, мислам дека идеме понатаму. Треба да ги видиме точно кои се табелите,
Кој како се одвива? Не знам дали има некоја си разлика во победи, бидејќи Бома беше доминација на Од Македонија, да. со 4-1 дури. Имам едно прашање до Антони, дали ги знае играчите на Албанија и што мисли против нив, дали можат победат? Админ Чек вика рип. Можеме да си поседам ја уште у кланот, уште малце дур не ме кикнат, бидејќи минатиот пат ме кикна. Има доста луѓе овде. Но тоа е тоа. Чекаме информации за четврто коло. И Антони моментално се извинува на Самалас, на админот. Чекаме на четвртото коло. Александар вика дека Албанија не се лоши, односно Антони вика Албанија не се лоши. Но мислам дека имаат шанси да ги победат. Со такви мечеви ко Стивен, мислам дека ќе ги победат. Тоа беше тоа за третото коло на World Royal League на македонската екипа. Заврши 4-1 против Естонија. Ќе ве известиме на нашите социјални мрежи кога ќе биде четвртото коло против Албанија. И мислам дека ќе биде уште поинтересен меч од овие. Бидете активни на социјалните мрежи, пратете не на Facebook и на Instagram на Меса, да не пропуштите ништо, први да бидете на сите турнири. И наскоро ве чека турнири организирани од Меса. Поздрав дечки, а до тогаш бидете поздравени. Чао. Слушаме, чао. On is your call, baby, don't are my needs. When you want my love, you have to come on your knees. I don't want
sorry now. No, cause it hard time, but you're lost now.